За време на летните гориштини од исклучително значење да консумираме многу вода во текот на денот и да внимаваме на правилна и добра хидратација. Често пати во нашата утринска програма зборуваме за хидратација, со оглед на тоа дека температурите и понатаму се екстремно високи, решивме и утринава да обрнеме внимание на тоа колку е значајно да се хидрираме. Токму затоа во следниве минути разговарам со Љупче Бубе Трајчев, нутриционист, хербалист и доктор по природна медицина. Љупче, здраво! Здраво, поздрав до тебе и до сите гледачи на Алфа телевизија. Се надевам дека ова топло попладне каде што уживаме оваква прекрасна средина ќе направиме интересен разговор за она што е најбитно за секое лето или кога имаме вакви температури, а тоа е хидратацијата на организмот која што е клучна за здравјето, поготово на високи температури. Да, секојдневно слушаме дека е многу важно да се хидрираме, да не излегуваме од дома без да понесеме со себе шише вода, но и кога сме во домот и кога сме под клима уреди, не треба да забораваме да пиеме вода. Зошто е толку значајно консумирањето вода и колку течност треба да консумираме? Вака, најпрво, најбитно е во летниот период да се започне денот со вода дупло повеќе од она што го правиме во зимскиот период. Зошто е тоа така? Затоа што на овие температури многу повеќе губиме вода во текот на ноќниот одмор, каде што и преку дишењето и преку потењето, знаеме дека сега многу се потиме кога спиеме и под клима да сме сепак лето и губиме многу повеќе, до 3 до 4 пати повеќе вода и многу е битно наутро кога ќе се стане веднаш да се испие вода, да не се чека, да не се зима ништо друго, особено не кафе, затоа што кафето е дуаретик, е 5 до 7 пати повеќе изфрла вода од количеството на кафе кое што ќе го испиеме, значи не се хидрираме со кафето, него се дехидрираме и многу е битно затоа што доаѓа до згуснување на крвта и токму во вакви периоди имаме многу мозочни удари, имаме многу срцеви удари поради тоа што крвта станува многу густа, крвта најдобро се разредува, значи наутро со вода и секако со чај, подосна со цедени сокови, кои што исто така се многу битни за овој период од годината, затоа што тие не само што се вода, него се и електролит. Најдобри електролити во природата се лубеницата и кокосовата вода. Ние сме поднебја кај што имаме во изобилство лубеници. Токму и тоа така го направила природата или Бог, кога ќе е најтопло, ние да имаме најмногу лубеници. Самата природа ни покажува дека треба да ги конзумираме и најдобро се искористува таа вода од лубениците, затоа што лубеницата со свекората заедно содржи 96% вода, а тоа е вода полна со електролити. Не препорачувам они електролити од аптека да се купуваат, затоа што жалосно е кога имаме ние, кога сме толку богата земја со лубеници, имаме наши домашни лубеници, дини, кај што може да се искористи таа вода и правилно да се хидрира организмот. Значи, секое утро почнуваме со чаша вода, подосна добро е да изедеме барем половина литар лубеница и сме направиле одлична хидратација. Освен тоа, лубеницата содржи во себе молекули кои што делуваат разладувачки на нашиот организам, како и сето останато овоше. И колку повеќе јадеме овоше, толку ќе ни биде подобро чувство ќе имаме и нема да имаме недостаток на течност и нема да имаме мачнина во самиот организам. Баш поради тоа. Затоа што клетките ќе бидат хидрирани, полни со вода и ќе можат да работат онака како што треба на овие температури. Многу ми намислат дека за време на летните гориштини се разладуваат кога јадат сладолед или кога конзумираат пиво. Колку тоа не разладува и колку е добро или лошо за нашиот организам? Па во принцип е лошо затоа што кога внесуваме ние било кој пијалок, нашиот организам мора да го направи на она температура на која што може да го асимилира, а тоа е 37 степени. Затоа што ние кога ќе испиеме, например, ладно пиво или ладна вода, чувствуваме како почнуваме да се потиме, тоа е од причината поради која што организмот наместо да се лади, тој создава наместо да
да се разлади, создава дополнителна топлина, обидувајќи се да ја стопли таа ладна вода или сладоледот или било што, и кога ќе се конзумира ладна вода или сладолед, тоа треба да биде многу постепено, така ќе го разладуваме нашиот организам, нашата уста, нашите заби, да речеме хранопроводот, меѓутоа не треба да голтаме директно, затоа што желудникот секогаш тежне кон тоа да ја направи температурата на 37 степени, за да може да помине понатаму во цревата. Така да препорачувам, например, ладни пијалоци или сладолед, меѓутоа тоа да биде постепено јадење на сладоледот или постепено пиење на некој ладен напиток или пиво, да не биде наеднаш, затоа што му правиме огромен шок на организмот и тоа може секој да го почувствува нагло ако испие вода или пиво, ќе почувствува како одеднаш има некој шок во организмот и како ќе почне да се поти веднаш, иако таа вода или сок или пиво е ладно, така да на тој начин нема да се изладиме дефинитивно, само споро пиење за сите оние што се уживатели на ладните пијалоци, а добро е да се пие обично се да биде, да речеме, на онаа температура околу 20 на степени е идеална за пиење. И за крај, газирана, односно минерална вода, да или не, и во колкави количини? Па не, јас сум против газираното затоа што гасовите предизвикуваат, да речеме, на некој начин проблеми во самиот желудник и цревата. Не сум за тоа да се пие газирано, доколку се пие тоа да биде во мали количини. Обично сум секогаш за овие ладноцедените сокови во кои што не се додава ништо и нормално да се јадат овошје кои што, како што реков, лубеницата, дињата, кои што содржат најголемо количество на вода, и секако ова е период каде што треба да се внесува доста бета-каротин, одлично е да се направи сок од морков да се испие, посебно оние кои што сакаат да добијат убав црн тен, треба да конзумираат повеќе моркови во овој период и сок од морков и ќе имат одличен бакарен тен, да речем. Благодарам за советите, Љупче, и мислам дека можеме сега да отидеме да се напиеме по некоја голтка вода и да се хидрираме, бидејќи веќе одредено време сме на летново жешко сонце. Благодарам на поканата, секогаш сум тука за да помогнам на некој начин и да бидам дел од твоите рубрики кои што се прекрасни, морам да кажам. Ми беше задоволство. Благодарам.